Последни зраци од еден убав октомвриски сончев ден. Мотив повеќе за уште една дружба со вистинските джентлмени. Постојат многу работи по кои што се разликуваат джентлмените од останатите. Тие знаат да препознаат убави и квалитетни работи. Една од работите која што многу зборува за еден човек е музиката. Джентлмените не само што ја сакаат музиката, туку ја знаат и разбираат. Во денешното издание на Джентлмен магазин ќе разговараме со еден од најголемите експерти за музика кај нас. Да се ставам улога на диджеј и да кажам те да тргне. Малку, само кратко. Песната е стара 100 години. Е руска балада, Седзанинка. До неа сосема случајно доаѓа Пол Маккартни и оваа плоча е плоча која ги сипне Битлси од првото место. Ова е Мери Хопкин, една велшка пејачка која пее песната Those Were the Days. Тоа беа денови. Една прекрасна руска балада, но текстот е тој. Какви време беа тоа. И секој од својата генерација sing and dance forever and a day. We'd live the life we choose. Да ми кажеше некој дека ќе го запознаам Драган Б.С. Костиќ на мои 53 години, немаше да му поверувам. Конечно, мојата желба се оствари. Ве слушам уште од раните детски години. Вашиот глас е препознатив. Особен впечаток ми остави Диско Селектор. Снимав многу песни. Се нервирав понекогаш кога ќе доеше джинглот Диско Селектор. Што беше пресудно кај вас да започнете со радиото, како радиоводител? Па веројатно како секој млад човек, ако е тоа во некоја навистина младешка возраст, сакаш да се докажеш, сакаш да се покажеш. Тука е и елементот, па девојки ќе те гледаат, па твои пријатели, па... Тоа едноставно желба е да нешто што можеби го имаш во себе како порив, зашто не си свесен, а сакаш да го работиш, и се обидуваш да го направиш тоа. Јас го сватив тоа, почнав да изучувам пред се јазик. Јас сум скопско дете со генерации, моето семејство од Скопје, и за мене е според скопскиот сленг е зуб, а не заб, е рука, не рака, ама тоа медиумите не смееле во она време да го трпат. Јас сум морал да научам македонски, сум имал извонредни професори како одговорни луѓе, уредници, кога сум дошол во радиото, и сум научил, ми се чини, да говорам македонски подобро од луѓе кои, без оглед на презимето, кое нели асоцира на некој друг јазик, јас српскиот го зборувам многу полошо од македонскиот ми мајчин јазик. Како во тоа време се снаоѓавте со музиката? Во некои 60-ти години, односно доцни 60-ти и почеток на 70-ти години во Југославија имаше луѓе кои наоѓаа некои начини како од Англија може да наоѓаат. Во 70-тите години
Веќе се сменија. Плочи, синглки, или... Не, јас бев човек кој повеќе сака албуми во тоа време, и ако имам една од најголемите колекции на синглови во овој дел на Балкан, веројатно комплетно англиски топ 40 наназад, можеби со децении. Постојава куќи во Англија кои едноставно лиферуваа, произвели англиски албуми низ цела Европа. Имаше луѓе, ако во Европа имало многу, не чувствува проблем како и ние. Ние во Југославија, поранешна, се разликувавме од сите други источни земји. Тие не можеа да дојдат до истите извори како и ние. Ами ние имавме проблем. На тие дискографски куќи во своето кои лиферуваа, продаваа плочи, има во заглавието без оглед сега Тенди, Скоп, не знам што, има рекордс. Може да нарачаш само ако парите за плочите ги ставиш во плико. Ама пликото свесен си дека ако кренеш на светло, ќе видиш дека се гледа дека се пари, дека има нешто во пликото освен хартијата, нели? Се сноѓавме, ставиш картонче, некој нели поддебело вамо таму, но сите писма од јужниот дел на Југославија, од ево Белград, од Белград се лиферуваа надвор за остранство. Таму Манги многу брзо сознаа дека чим пишува рекордс, ќе го крене тоа, ќе или не мора дори да го крене пликото, ќе го стави во панталони, оние кои ги делеа поштата за надвор остранство, ќе отидне во веце, ќе ја искине, ќе извади парите и заврши приказната. На секој 10 нарачки, барем 2 пропаѓаа, парите никаде. Така се набавува плочи по некој друго време. Може ли да направиме споредба од забавите во тогашното време и сегашното? Дали имат некоја спојка во овој момент? Не за спојка, јас знам разликата. Некогаш во дискотека се влегувало да видиш кој има, а денес се влегува во дискотека да те видат тебе дека си дошол. Значи, еве ме, дојдов. А порано било, видам кој е од боите тука. Значи, порано имало забава, а сега имало... На тие забави имало ли джентлмени? Со джентлменско однесување, културни фини господа? Поимот джентлмен е широк поим. Нам увезен поим. Он во основа, значи, нежен човек, добар човек, значи, джентлмен. Имаш луѓе кои имаат емоции, па кои ќе кажат да, и овој джентлмен види како нежен е, не. Постојат некои карактеристики. Лично јас, например, јас знам дека имам 2 карактеристики кои се можеби во низата кои го прават джентлменот. Не знам дали ги имам другите, ама за 2 знам дека тоа мора да бидат некакви морално-етички вредности за еден човек. Дека јас и ден денеска, што е смешно за мене, знам да се возам со автобус, не сега во време на пандемија, но се возам со автобус. Јас и ден денеска ќе видам нека повозрастна жена. Колку да тоа изгледа можеби чудно, јас станувам. Па дури повозрастен човек, иако сум ја во таа возраст каде што би очекувал да ти станат помлади. Но, минати се времињата тие за джентлменство некогаш и сега. Мислите ли дека кривец за тоа може да го пронајдеме во интернетот, во социјалните мрежи? Поради кои ги губиме традиционалните вредности? Технологијата е неминовна. Таа оди и носи напредок. Но, не чекорот од 7 милји. Ние велиме, например, јас сега ќе примери од мојата професија, радиото, па ние сакаме да бидеме Америка или Англија. Не, има 200 години капитализам и 100 години радио. И ние имаме ќе кажеме, да, имаме радио. Но радио вакво никогаш не сме имале порано. И ние сакаме да бидеме на тоа ниво на кој што се тие. Не можеме. Ние мораме да имаме во радиото едукација. А без едукација и информација нема ни забава. Значи, ние сме ги изгубиле тие основни нитки во секојдневието. Интернетот донел. Јас сум морал да прочитам стотици страни за да одберам плоча. И ако ја промашиш и купиш нешто што си прочитал рецензии, а не е тоа што ти мислиш дека е, ти ќе се разочараш од сето тоа. Денеска, како стручно лице, кога доволно е да стави на YouTube било што, било кога да напише, ќе дознае и не мора да ги фрли парите, не мора да губи време, веднаш гледа што е, дали тоа вреди и сака да го земи или не. Значи, напредокот е, но премногу брзо ни оди, а ние пребрзо сакаме да бидеме свет без да ги исчекориме сите чекори кон него. И Европска унија и сето тоа. За Европска унија сметам култура, не сметам јас
богатство подобро стојат тие финансиски од мене. Богатството е во едукацијата, во душата е богатството. на човек. Сигурно, економската моќ на еден човек е потрошна роба. Вие може да бидете богаташи и да утре во овие чудни времења банкротирате и што со тоа? Кога веќе го спомнуваме материјалното, денешната младина некако е повеќе свртена кон материјалното, кон само докажувањето преку материјализмот. Дали тоа, ако продолжат на тој начин понатаму во животот, ќе ги направи джентлмени нив? Не, ако таткото и мајката не им кажале, нема од нив джентлмен. Не. Таткото и мајката се джентлмени. Без оглед на воспитание и какви се. Тие влијаат врз идното поколение. Заедно со училишна образба, со уличната наобразба, на која што секој од нас е подложен. Таткото вели немој тој или мајката, ама средината во која што раснеш на улица, со која што си повеќе со таткото, тогаш таа влијае врз тебе. Но родителите се тие кои треба да успеат да ја направат црвената нитка. До таму тие информациите прават од тебе, господин човек, со воспитанието. А не дека тоа јас ќе облечам сако Армани кој ќе чини И дека веднаш ме прави джентлмен. Не е тоа. Не е тоа джентлмен. Веднаш после, види, кој ќе седне со човек на маса. После 10 минути знаеш дали може да имаш муабет со него или не. А веројатно во првите две реченици знаеш што човек е тој. И некој тебе, таквите луѓе ти каже, јас сум джентлмен. Некако кога сум во ваше друштво, минутите ми се претварат во секунди. Ќе го продолжиме овој разговор. Баш. Една од најголемите одлики на джентлменот е лојалноста. Сите ние во овој живот носиме сопствен куфе. Кај некого е препон, кај некого празен. Нашите спомени на некој начин ги сместуваме во тој стар куфе. Животот и не е патека на куса патека, туку е патека за маратон. А ако си решил да трчаш на куси патеки, е вред. Но ако си решил да бидеш маратонец, тогаш ќе го трчаш со истото темпо без оглед на годините кои ги си ги оставил зад себе. Своевременен наш познат композитор ми рече: Драгане, ти својот маратон си го истрчал, сега трча покрај стазата и пушти ги другите да трчаат. Има вистина во тоа. Но она што си го направил во животот, зборува за тебе. Не е тоа финансиите. Како Сулејман величествени, нели? Кога оди на погреб, кога го носат со празни раце. Парите и се што си стекнал оставаш зад себе, а не со себе. Но она што си го оставил да го памета другите, која и да била сферата, ќе зборува најдобро за тебе. Но кога ќе се погледнам во огледало, каде што ликот не можеш да го лажеш, сам себе гледајќи се, тебе може да те лажа, да се обиде, нели? Но сам себе кога се гледаш, не можеш да се изложиш, си признав, не, Драган, ти цел живот си бил тоа што си и да го живееш повторно, пак ќе го направиш исто. Кога велите уживајте во животот кој измина, бидејќи никогаш повеќе не се повторува. На што точно мислевте? Зарем не треба се живее сегашниот момент? Не, треба да се живее, но возбудата од некои нешта некаде низ вашиот живот не се повторува. Може да биде подобра од тоа, но не и таква каква што била да предизвика емоции. Например, раѓање на прво дете. И второто кога се раѓа е радост. Но првото дете е нешто прв пат доживеано чувство. Значи никогаш повеќе не можеш да станеш прв пат татко. Можеш да станеш втор пат, трет пат или не знам колку пати. Но некои нешто од минатото се врежуваат во нас. Кој не ја познава мелодијата, не знае што е љубов. Кој не знае што е љубов, не знае што е мелодија. Како Драган ја сваќа врската помеѓу джентлменството и музиката и джентлменството и љубовта? Ме потсети на нешто никогаш не сум кажал. Ме потсети на тоа дека од стотици илјади имиња кои ми се боткаат низ глава и со кои работам од светскиот естраден бизнис, групи пејачи, поединци пејачки. Јас наутро, точно одговор на твоето прашање, наутро, секој утро без исклучок,
кога ќе ги вклучам компјутерите, работам со 4 компјутери во исто време, кога ќе ги вклучам компјутерите, секогаш дури заборавам на дневната доза, бидејќи ме буди телефонот дека морам да испијам мапчиња во 9 наутро, а сум легнал во 4 или 5. И пред да ги испијам мапчињата, слушам една песна. Пејачката се вика Шон Марфи. За 99,102% луѓе анонимно име, пејачка на групата, се викаше Little Feat, но не е битно каде, членувала изворена пејачка, пеела од Рос Стюарт до не знам кого, со кого придружена пејачка. Има една песна која се вика Рио Есперанца. Зборува за река на надеждите, зборува за река на љубовта, на еден многу сетен начин. Кога ти кажам дека тоа песна која секој Божи ден ја слушам и секој ден, секогаш на исти емотивен начин ја доживувам. Никогаш не се срамам да пуштам солзи и да заплачам. Јас знам да заплачам на концерт од возбуда, од чувство. Ова е убаво, го осеќам дека е убаво. Други можда ме гледаат малку чудно, е видео човекот во години па плаче. Солза да пуштиш е човечки. Тоа е меѓу смртта, меѓу реѓањето и смртта. Твоите емоции кои те карактеризираат и делата кои ги правиш благодарејќи на емоциите. Така. Јас донесов неколку сингл плочи да ве вратам во минатото. Чекај, можда нека не штикаш. Ако немате, ќе ви ја дадам со посвета. Да ги пролистате, да видиме која најмногу ќе ви се допадне. Јас во себе типувам на една која би ја одбрале. Видиш, овде дури ја што не сум видел јас. Дека постои. Ова случајно го земав. Своевремено. Дали би сакале да одберете една да пуштиме на овој грамафон? Свирили? Свири. Не видим што е. Да не е супрафон, не. Па, не знам, ќе видиме. На што ќе ве подсети? А супрафон е овој? Ова се чешки да е супрафон. Имаме и... Ова е супрафон. Ве подсетува на Не нешто? сум, как не. Сте пуштале на ваков грамафон? Не, но ќе ти кажам дека јас Сега имам... ќе имате можност да пуштите. Која плоча ќе одберете да пуштите и да се подсетите на младост? Јас на вистина се изненадив како видов ова. Ова е некој вид на супрафон, ова беа чешки грамафони кои во поранешна Југославија ги имаше колку сакаш, дурне се појавија Тоска, Турандот и сличните грамафони од тогашно домашно производство и ја уживам во синглови. Иако работев цело време со албуми, уживам во синглови, бидејќи тие се тоа е историјата. Популарноста на еден пејач се е гледала низ сингловите и овде видов неколку многу интересни примероци. Видов една се надам дека ќе функционира грамафонов. Ме потсети на некои времења кога два вакви грамафона се ставале и најдобро може за тоа да се сети и да каже диџеј Мице Бошковски, кој имаше вакви слични грамафони, со вакви одеше по средни училишта и правеше журки. Јас не пуштав од супрафони, веќе имавме малку помодерни грамафони од тоа време, али гледам ова Чоби Чекер. Ова е тип црн кој... Ако се вратиме во праисторијата, музиката постои од самото постоење на човекот. Со самото развивање на слухот се создава и се она што е музика. Самите звуци кои ги произведува природата се еден вид на музика, односно првиот вид на музика за кој човекот станува свесен. Кога ќе погледнеме до нам блиската историја, грамофонот е она првично средство преку кое се емитува веќе снимен материјал на музика. Самиот грамофон се појавува како продукт при крајот на 19 век под назив грамофон-фонограф. Најпрво истиот служел како пасивно, механичко средство за пренос на музички материјал врз снимени плочи. Самата негова појава е револуција. Во тоа време, грамофонот можеле да го поседуваат само луѓето од високата класа. Набрзо потоа, истиот зема голем замав во компаниите за музика и звук, што се должи на можноста грамофонот да емитува плейбек и да снима. Во нашите простори, грамофонот доаѓа во 60-тите години од 20 век, особено во сферата на ремикс културата.
почнува да се користи во радијата како основен инструмент за пренос на музика. Самата музика како уметност е распространета и достапна благодарејќи на историјата за овој пронајдок. За среќа, технологијата никогаш не запира, па продолжува да ги истражува најдобрите варијации на звучни преносници, вклучувајќи ги и самите минијатурни слушалки со кои можеме видно да ја приметиме вековната разлика на технолошкиот развој. Како во големина, така и во квалитет. Од секогаш со музика се бавеле оние луѓе чиј ум бил отворен за искажување на емоции, чиј однос бил отворен кон нови луѓе, нови технологии, луѓе кои знаеле да се забавуваат и секако оние кои знаеле да изградат стил кој ќе биде уникатен, издвоен и впечатлив. Често, низ оваа индустрија, среќаваме джентлмени со стил препознатлив за самите нив како единки. Ако погледнеме назад, почнувајќи од Елвис Присли, Боб Дилан, Реј Чарлс, познатите Битлси и така натаму, ќе можеме да ги видиме одмениот и препознатливиот стил кој тие джентлменски го носеле, вклучувајќи ги своите односи со музиката. До ден денес можеме да приметиме вакви мажи во музиката, кои знаат како се однесуваат, како изгледаат, како да почитуваат и на крај како да бидат джентлмени. Овие вредности треба се пренесат на идните генерации. Па веројатно нешто ќе им влезе во ово прашање колку ќе излезе од него, колку ќе остане. Мислам дека трите постулати кои го градат еден човек во неговото секојдневие, информација, едукација и забавата која доаѓа на крај благодарејќи на овие два постулати, треба да ги применуваат сите оние кои се дел од медиумите, оние кои се луѓе кои имаат моќ да нивниот збор се слушне, за да не се загубат вредностите. Новото носи ново, потребно и неминовно. Но од старото секогаш да се одбери најдоброто. Ми да беше чест што култната личност Драган Б. Костич беше мој диџеј, па макар за една минута. Ти благодарам. Ми е драго, особено што е на крај ми изненадивте, не очекував дека повторно ќе пуштам музика на ваков грамофон, што ме викнав да зборуваме за човечки вредности, да зборуваме за професионални вредности, макар и ни збор да се чувствам како джентлмен. Благодарам. На некој начин се навративме во минатото. Ја живееме и сегашноста. Како заклучок може да извлечеме за джентлменството кај нас? Дали постојат джентлмени кај нас? Вистински джентлмени. Зависи ако се движиш во некоја средина во која што такви луѓе доаѓаат и ги забележиш. Вака ми се чини дека во секојдневието мора да седнеш со некој, дека тешко да кажеш кога ќе видиш некој овој е джентлмен. Мораш да ми познаваш неговите основни човечки особености и карактеристики кои се дел од тој поим джентлменство, па за да некого кажеш дека е тоа. Не можеш произволно да донесеш некаква констатација за некој дека е тоа и тоа или не. Мислам дека има, не дека нема. Има повеќе, јас ги ставам во категорија во која што јас сум приближно бон виван, човек кој сака добро да живее, кој сака, но да ги има и карактеристиките да почитува други, да биде внимателен. Некои од слики кои сме ги виделе по филмови дека джентлмен кога влегува во кафеана заедно со дама и мести столица. И отвара вратата од ресторанот, мести столица. Па и смести столица. Добро, тоа се некои нешта кои со домашно воспитание може да ги добиеш или да кажеме денеска не знам со училишно, а со онлайн настава тешко да ги добиеш, но во секој случај тоа е домашно воспитание, претпоставувам дека има, но поретко ги сеќаваме. Се поретко. Ињето одамна поминало, мислам на косата и на белината која ја носиме. Првиот снег кратко траеше. Вториот снег на нашите глави. Ги замрзнували сеќавањата од минатото. Секојаш кога некој настан, ќе те предизвика. Човек сака ако е сетен човек, ако е емотивец. Јас сум емотивец, плачам и кога во цртан филм ќе тепаат мачка, ја плачам. Тие се многу лоши луѓе, емотивците за контрола, никош не би можел да бидам пеач. Да. Затоа што секој текст би ме тромнувал до толку да не може да пеам.
но спомените се дел од секој од нас. Ја мислам дека, иако сум го напишал тоа нели во 3-4 минути, за Заборави ако можеш, и емисијата насловот Заборави ако можеш бил сосема случајно, иако постојат 3 песни од екс-Југославија кои имаат Заборави ако можеш во насловот, не биле инспирација тие, ни на Тереза, ни на Бело дугме, сосема случајно, дека минатото е така. Кога слушаш војска, овие сегашни генерации тоа не го знаат, сега го знаат, дознаваат со коронава. Кога дознаваат со короната, дека кога слушаш војска, ти со најпогрдни зборови го опишуваш тој период друси таму. Кога ќе помине, кој ќе дојде во некои други времења, па се сеќаваш на убавите нешта од војската, па и лошите нешта ти се убавил во спомените. Значи, од минатото одбери си ги убавите нешта за да се посетуваш. Ми беше чест што беше дел од Джентълмен магазин, што разговаравме за прекрасни теми, што отворивме теми кои би требало да значат за идните генерации, да ги пренесеме на некој начин традициите кон помладите. А за животното дело на Драган Б. Костич тешко може да се опише со зборови. Тоа треба да се слуша, да се доживее на известен начин. Тек тогаш да се погледне кон врвот на македонскиот етер и да се сватат златните букви на Драган Б. Костич испишани високо горе. Ти благодарам уште еднаш. И тебе ти благодарам за убавите зборови. И она што сум го оставил зад себе и го работам сега да го оставам некаде, некому, за некој друго време, како ука и наука. Мислам дека има смисол кога постојат луѓе и простори и медиумски проекти како вашиов, кои ги опишуваат луѓето во едно светло кое што вообичаено не го сеќавате на улица, и драго ми е што бев дел од тој ваш мозаик како едно мало стакленце во него. Се надевам дека ќе не има и која ќе не нема. Да не има. Да не има. Джентълменот не дозволува околината околу него да ги промени неговите вредности. Катерина ми причинува голема чест и задоволство што ќе бидете дел од испишување на уште една страница на Джентълмен магазин. Вие сте мотивацијски говорник, тренер за личен развој. Според вашето искуство, што им недостасува на мажите? Им недостасува ли мотивација? Добар ден. И навистина сум почестена да бидам дел од и да испишам историјата, како што велите, за оваа емисија. И посакувам навистина многу успех и многу успешни проекти, многу убави гости и сите ние заедно да научиме многу работи од она што вие го нудите, нели, овдека, и со сите ваши гости кои што присуствуваат и учествуваат. Темата е прекрасна и честопат морам искрена да бидам дека до сега вака прашање некој да ми постави конкретно, еве вие како што ова ми го поставувате, не сум имала. И навистина ми е предизвик да видам што ќе произлезе од нашиот разговор и до на што ние ќе го понудиме на гледачите на оваа емисија. И во старт сакам да кажам, според мене е многу важно да разбереме дека не живееме веќе во тој традиционален свет. И дека навистина улогата на жената и на тој женски принцип е навистина многу голема. Затоа што ние како битие, како личност, без разлика дали сме маж или жена, јас како Катерина и вие, и било нелико, ние имаме во нас и машка и женска страна. А тоа луѓето не го препознаваат. И според мене е многу важно да разбереме дека има една поинаква димензија на постоење и на битисување и на делување. И навистина доста е веќе од тие стереотипи мажи и жени. Добро, може Јас сум присутна во оваа емисија, што значи дека вие ги рушите тие стереотипи и оваа емисија не е само нели задолжително само за мажи, за джентлмени, да. Со вашиот сопруг имате објавено една книга. Будењето на свеста е потрага по еден пат кон вистината. И тоа не е било која вистина, туку личната вистина. Што е потребно на еден човек за да се разбуди да тргне по тој пат? Одговорноста, според мене, е
клучна. Затоа што вие кога ќе преземете одговорност за себе, за собствените емоции, за собствените дела што ги правите, за се што ни се случува во животот, наместо јас постојано да барам некој кој е виновен за целата ситуација што ја доживуваме, сметам дека тоа е почетокот да почне да се развива и да се донесе она одлука. И тогаш мотивацијата многу ќе биде поедноставна, затоа што ние ќе бидеме инспирирани и ќе видиме дека уствари има и нешто поинако од она што ни го нуди реалноста. И дека ние навистина сме најдобра верзија од себе си. Но тоа ќе ни даде можност да се спознаеме себе си, да ги откриеме оние потенцијали кои што сме ги заборавиле, кои што таму некаде длабоко стојат и чекаат, нели, како некоја светилка, некој да ги запали и да излезат од нас. Колку е клучна улогата на жената во успехот на сопругот? Успех за мене не се сертификати, постигнувања, куќа. Тоа е све дел од процесот. Според мене успех е емоција. Според мене успех е слобода. Успех е флоу на енергија, онај течение на енергија. Да, успех е радост, успех е среќа, успех е кога се гушкам со моето милениче, успех е кога, не знам, со децата шетаме некаде, успех е кога со внука ми пијам кафе, успех е кога... Успех е секој миг е успех. Ние сметаме дека треба нешто да постигнеме, да стремиме кон нешто и тогаш ќе бидеме среќни. Не, ние постојано, знаете како, овој личен раст и развој за кој што зборуваме, тоа е нешто што е последица, а причината е во процесот. Тоа исто како медитацијата. Луѓето сметат дека тоа некоја езотерија. Медитација е состојба. Медитација е култура на живење. Медитација не е да седнете со скрстени нозе, нели да затворите очи и ќе медитирате. Не. Тоа е само техника која што ќе ви помогне вие да бидете константно во таа хармонија, во тој баланс, да го на друг начин да се прифати животот. Да, да се прифати животот. Култура на живење. Браво, култура на живење. Одлично кажам. Велат, собери повеќе жени на едно место, ќе добиеш мир. Собери повеќе мажи на едно место, ќе добиеш војна. Колку мажите се мотивираат и се поддржуваат меѓу себе? Па сметам дека се поддржуваат. Не би можела да генерализирам, затоа што повторно е индивидуално е. Сум имала и ситуации каде што сум била сведок, каде што навистина постои симбиоза на повеќе мажи, пријателски, нели, настроени еден кон друг, си помагаат во секој поглед, но истовремено сум била сведок каде што и нели не се поддржуваат, а истото го гледам и кај жените. И значи јас сум обкружена со жени кои што навистина ми помагаат во мојот развој, навистина ми помагаат и ги има многу. И не можам да генерализирам, да кажам дека дали тоа е изразено повеќе кај мажите или кај жените, не би кажала. Ќе повторам како на почеток дека еден од најголемите предизвици на денешницата е таа машка и женска енергија да бидат симбиоза. Синергија. Се надевам дека ќе почне во поголем подем да се одвива кај сите наши сограѓани будењето на свеста. Дека ќе се разбудиме еден ден сите насмејани, позитивни, да не се вртиме наназад кон некои вредности кои не оставаат во едно место закоравени, запечатени во минатото. Да. Ми беше чест да разговарам со вас. Чувствувам некоја посебна енергија после вашиот разговор. Се надевам дека ќе имаме прилика да разговараме со вас и во некои други прилики. Бескрено сум благодарна за ова искуство. Овој момент е единствен. И неповторлив. И нема никогаш да се повтори, така е. Ви благодарам на прекрасните прашања и им посакувам на сите што во поголем број да бидат и се повеќе свесни дека сите ние значиме и дека ние сите сме поврзани со и дел од една нитка енергија. Се постоење. И сите сме еден организам. И сите сме еден организам. Ви благодарам. Благодарам и јас. Секогаш трудете се да го извлечете најдоброто од луѓето околу вас. И учете од оние кои навистина оставиле печат во општеството.